Пожарот што пред 2 недели беснееше близу штипската населба Кадидере, во кој изгоре една викенд куќа и беше повреден сопственикот на истата, ги вжешти релациите помеѓу директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов и штипскиот пожарникар и хуманитарец Александар Ѓоргиевски. Имено Ангелов во студио 10 на 24 потенцира дека при било каков пожар треба да се почитува хиерархијата во нивниот систем на командување. Пожарникар кој што и не бил на смена отишол тамо и сега наместо да го спасува човекот, тој земал емитува во живо. Знаете, и спасува човек и си тера пиар, што е недозволиво. Да, и така. се вклучува и Стојанче Ангелов веднаш да испрати авиони. Тоа е недозволиво. Реагирав кај градоначалникот да се превземат мерки, затоа што има систем на командување, кој што е света работа кај нас. Значи, ние мора да имаме хиерархија, што правиме ако утре имаме 20 пожари и 20 пожарникари за да терат пиар, со мобилните се снимаат и зборува дека се изгорело, дека теренот бил непристапен, дека човечка нога не можела да оди, а тој таму стигнал, тој како стигнал, со подобран ли? На оваа изјава бурно реагираше штипскиот пожарникар Александар Ѓоргиевски, кој за 24 тврди дека бил повикан на локацијата по претходна координација со неговите претпоставени, како и со градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов. Ѓоргиевски посочува и дека тој лично го однел повредениот во штипската болница и успел да спречи поголема катастрофа. Ако е за него пиар, тоа што сум апелирал да се пуште помош од воздух, јас се извинувам. Градоначалникот на општина Штип, тој ден, на тој пожар, 24 часа од моја страна беше информиран за се. Бевме во комуникација, бевме координирани. Значи, командири, водичи на смени, значи сите бевме перфектно организирани. Сите процедури, се што беше потребно направив, кога видов дека ситуацијата станува алармантна, морав нешто да сторам затоа што беа загрозени и имотите на уште 4 други викендици. Значи ветрот толку силно се шиеше со човечка рака да имавме и 300 луѓе на терен, не можеше тоа да го изгаси. Само помош од авионот ја заврши целата работа и за многу кратко време беше застопрен пожарот. Инаку во сезона на пожари на дневна основа во државата пожарникарите интервенираат на неколку пожари, а само последното деноноќие интервенирано е на 5 пожари на отворен простор, од кои под контрола е пожарот кај Кратово каде гореше депонијата, а изгаснати се пожарите во Струмица, Теарце, Пехчево и Велес.